денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: 8 фирми добија парични казни и привремена забрана за работа поради непочитување на ограничувањето на маржите. Десет осигурителни компании картелски договарале цени. Успешни жени во нетипични професии ги уриваат стереотипите. Трамп се закани дека САД нема да ги брана членките на НАТО доколку не издвојуваат повеќе пари за одбрана. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура до 17 степени Целзиусови, која е над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува ведро и студено време. Во сабота во Западна Европа и на Пиринејскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во благо опаѓање. Во останатите делови од Европа, под влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло. Утре во северните и централните предели на Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во останатите делови претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 22 степени. Во Македонија во сабота, по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -4 до 4 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од месец март. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 23 степени. Во Охрид во сабота сончево и топло време, минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во недела и понеделник по свежото утро со температура од 2, односно 3 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 18 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи.
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 8 фирми, маркети, аптеки и увозници на овошје и зеленчук казнети поради констатирано целосно непочитување на одлуките на владата за ограничување на маржите на основни производи. Ова е првичниот епилог на засилените контроли кои Државниот пазарен инспекторат ги спроведе изминативе 10 дена. Уште 30 предмети се во фаза на обработка, меѓу кои се и сите поголеми маркети. Инспекторите на Државниот пазарен инспекторат активно спроведуваат контроли кај трговците на големо и мало во согласно со одлуките на владата за ограничување на маржите и цените на основните производи. Во периодот од 24 февруари до 6 март, 50 на инспекторски тимови извршиле 365 надзори кај правни субјекти во трговијата на мало и 64 надзори кај трговијата на големо, односно увозници и дистрибутери, опфаќајќи над 1000 продажни места. До сега се констатирани вкупно 36 неправилности по Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите, додека над 30 на предмети се во фаза на обработка, односно во фаза на детална анализа. Согласно констатираните прекршоци од инспекторите, издадени се прекршочни платни налози со вкупен износ од 42.000 евра или во денарска противвредност 2.583.970 денари. Инспекторите кај 8 правни субјекти констатирале целосно непочитување на одлуката на владата на Република Македонија, во кои се наоѓаат маркети, аптеки и увозници и дистрибутери, и за истите се издадени или се во постапка на издавање на решенија за привремена забрана за вршење на дејност и парична мерка согласно големината на правниот субјект. Државниот пазарен инспекторат најавува дека ќе продолжи со засилени контроли кај увозниците, производителите, маркетите, аптеките, како и бензинските пумпи, пилјарите и тобаката. Директорот на инспекторатот Владко Стојковски истакна дека мерките на владата генерално се почитуваат, но апелира до трговците доследно да ги почитуваат законите, бидејќи глобите за непочитување се движат од 500 до 10.000 евра, но и забрана за вршење на дејност. Би сакал да ги поттикнам граѓаните сите забележани неправилности, доколку ги увидат да ги пријават на телефонскиот број 191 или на веб страната на Државниот пазарен инспекторат.
Според измените во Законот за заштита на потрошувачите кои стапуваат на сила во април, сите правни субјекти во трговијата на мало кои имаат над 10 вработени се обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на веб страници и истите да ги ажурираат на дневна основа. Дали објавените цени ќе бидат исти со тие на рафт ќе мониторира пазарниот инспекторат. 192 инспектори има инспекторатот на целата територија на државата и неопходно е сериозно зајакнување на неговите капацитети, посочи директорот. Комисијата за заштита на конкуренцијата по неколку месечно интензивно истражување утврдила постојање на нов картел во Македонија, овој пат во осигурителниот бизнис. Постапувајќи по барање добиено од страна на Министерството за финансии, комисијата започнала постапка против 10 осигурителни компании во Македонија, заради постојање на основи на сомневање дека истите се здружиле во картел и договориле цени, директно на штета на граѓаните и стопанството во Македонија. Според комисијата, компаниите во април 2024 година усогласено ја зголемиле продажната цена на премиите за автоодговорност, која е дел од задолжителните давачки при регистрација на моторните возила. Комисијата спровела и увид во службените простории на осигурителните компании и комуникацијата меѓу нив, при што пронашла докази за усогласено однесување. Доколку се потврди дека е направен пазарен прекршок, против 10 осигурителни компании ќе бидат изречени казни заради сторениот прекршок, информираат од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Успешни жени во нетипични професии смело ги уриваат стереотипите и бариерите, докажуваат дека не постои машка и женска работа. Кога жените ги имаат истите права и можности како мажите, нивните семејства и општеството ќе напредуваат и ќе бидат успешни. Економски силната жена е двигател на општеството. Во пресред на празникот посветен на жените, да погледнеме неколку инспиративни приказни. Успешните жени во нетипични професии уриваат бариери. Билјана Јуруковски-Миленковска е единствената жена фотограф која тргнала во уметничка одисеја низ целиот свет. Таа ги фотографира последните домородни луѓе во Африка. Само неколкумина во земјава се занимаваат со оваа нетипична професија. Патуваат во различни експедиции за да ги документираат домородните племиња во изумирање. Таа ги проучува домородците од антрополошки аспект, нивните традиции, култура и верувања. Незините ремек дела се изложени во галериите ширум светот, а целта е, вели, да остави белег во човештвото. Ова не е она Африка каде што одите на сафари или туристичка дестинација. Ова се сепак предели каде што ретко човек стапнува. Последната дестинација беше Конго, така да во тие делови каде што бевме во Куба кралството или кралството на Бакуба луѓето, 60 години немаше бел човек влезено. Различни типови на ризици, имате од болести, од нема патишта, работиме со вооружени, помеѓуплеменски војни. Билјана Блажевска пак е инструктор по возење, но работела и како такси возач во Охрид. Незината професија ги изненадувала патниците. Како ти текнало, демек ваква професија, ова не е професија за жена, од инструктор си дошла такси да возиш, што ти текнало или ова или она, такви работи, ама истиот тој патник мислима случајно полагал некогаш за возачка, ама никогаш не возел. И ми предложи после со негова собствена кола да му држам јас часови. Многу пати се има случајно кога некој од патниците ќе побарат да му пратат некој поискусен возач, ќе ти пуштам изненадување и ме пуштат мене. И јас имам огромна желба една женска такси компанија да има кај нас во нашиот град. Данче Наумовска е единствената жена бакарџија во Охрид. Занаето го учела од татко ѝ, кој цел живот бил казанџија. За разлика од минатото кога се изработувале казани и садови, таа денес со своите вешти раци и креативност занаетот го претвори во уметност. Од бакар и позлата прави реплики на златната маска и ракавица, но и други автентични производи со охридски мотиви. Почнав првин за себе, после почнав нешто да подарувам, почнав и да продавам. Така се роди идејата полека. Години, 24 години е период. Абсолютно. Да, и во овој период јас
истражува, секогаш нешто ново да се внеси, нешто поинаку, затоа што новото, интересното, поинаквото секогаш привлекви внимание. Јас имам среќа што сум во Охрид и имам побарувачка, потрошувачка. Меѓутоа, во денешно време исто така има други алатки, како што е технологијава доста развиена, може да се продават онлайн. Значи, човек кој може, кој се посвети човек на некоја работа, кој работи со срце, секако дека ќе имати успех. И многу сум, значи, исто така имам среќа и што имам поддршка од моето семејство. Советот на женско предприемништво во Охрид засилено работи на економско јакнење на жените. Полека но сигурно се уриваат стереотипите дека жената може да биде успешна и треба да биде рамноправна во општеството. Истражувањата покажуваат дека жените ги надминуваат мажите во бројни лидерски вештини. Општина Охрид прва во регионот ја подготви и усвои стратегијата за развој на женско предприемништво. Општина Охрид во соработка со Националната платформа за женско предприемништво на иницијатива на градоначалникот Кирил Пецаков, во блиска соработка со секторот за локален економски развој и секако со целосна поддршка на Советот за женско предприемништво го изготви документот кој е стратешки документ. Тоа е стратегија за локален економски развој на територија на општина Охрид за периодот од 2024 до 2029 година. Тоа е документ кој е усогласен со сите законски регулативи, стратешки документи донесени во Република Македонија, но и во Европската Унија. Овој документ пред се и првично, зборувајќи за целта, направи сеопфатна анализа. Значи, представува сеопфатна и многу значајна основа, база на податоци, во кои се разработуваат податоците на територија на општина Охрид за вклученоста на жената во бизнис секторот, според пол, возраст, дејности, степен на управување и слично, кои се нашите инфраструктурни проблеми, потенцијали, можности. И оваа база представува, значи, основа за анализа врз основа на која ние понатаму ќе градиме локални политики. Жените со нетипични професии со своите инспиративни приказни денес се доказ дека не постојат машки и женски професии. Кога жените ги имаат истите права и можности како мажите, нивните семејства и општеството ќе напредуваат и ќе бидат успешни. Економски силната жена е двигател на општеството. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.